Голем корупцијски скандал во Штипскиот затвор обелодени денес директорот на дирекцијата за извршување санкции Александар Пандов, а по пријава на затворската управа. Станува збор за случај без преседан кога возило неовластено и под неразјаснети околности без проблем поминало 2 затворски капии, за потоа возачот и совозачот во требникот да фрла топка во која имало кокаин и марихуана. Се појавува затворски полицаец кој што им вели дека треба да се вратат во тој период, не смеат да се наоѓаат во тој дел од затворот и им вели да се оддалечат. По наредба на командирот, кој што во тој момент е командир на смена, ТИ, се повикани уште 4 затворски полицајци со иницијали ЗГ, ТС, СЈ, МТ и СМ. Затвореникот ЖЖ и понатака говори на телефон и бара нешто низ требникот. Се поздравува со сите тие затворски полицајци, да не говорам дека он не смее да има телефон во рака. И она што е најфрапантно што ќе видите, дека истите тие затворски полицајци со батериски ламби и они се вклучуваат во барање на нештото по тревникот од затворот. Наредниот ден барањето на топката продолжило. По наредба на директорот, од сабајлето повторно се бара што барале во тревникот, се наоѓа топка во кеса, во која што се пронајдени 35 грама, веројатно бела, пошто е прашкаста материја, кокаин, и околу 50 грама марихуана. По ова се формира дисциплинска комисија и се бара одговор од сите што ноќта тие заедно со кучката Цеца барале. Објаснувањето било следно. Дека затвореникот ЖЖ се играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека се играл со кучката Цеца, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пар илјада евра им навел дека бил, го нема пријавено кога е донесен во затворот Штип, он мора да пријави дека има таков и таков накит или што и да е. Нема пријавено, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубила неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Неверојатната приказна продолжила со формирање на дисциплинска комисија за утврдување на одговорноста на сите инволвирани во скандалозниот случај, а снимката е испратена до јавен обвинител кој понатаму треба да превземе соодветни дејствија. Во однос на состојбата со корупција во затворите во Македонија, Пандов изјави дека во просек повеќе од половината затворски чувари и полицајци се корумпирани и дека тие во сите години досега изградиле силен коруптивен систем кој најбргу што може треба да се сруши.